Некој ужасно се кае и длабоко е разочаран поради тоа што ве изгуби, па да видиме кој е која е оваа персона која ве изгубила и која ужасно се покајала и се кае и да видиме дали ќе преземе некоја акција поради покајањето и поради губењето на вас. Имате часовник, имате страст, добивте не денеска, добивте девојка со змија, добивте пеперутка, добивте сепарација, добивте twin flame и добивте касета. Епа вака, оваа персона имала премногу време да размисли околу вашата страст што вие има околу вашата страст што вие сте ја понудиле на истата персона, но персоната не сакала да превземе ризик околу вас, не сакала да ве послуша, не сакала да се забавува со вас, секогаш барала изговори, агресивно постапувала према вас, секогаш се само се саботирала, дури можно и да ве има повредено за некои моменти, има поставено граници помеѓу вас, со тоа што таа персона мислела дека вие сте девојка која сте нарцис, вие сте жена или маж, завртете како што ви одговара на вас, дека не сте достапни, дека сте поставиле граници, но не е се така црно како што мислела персоната. Сега е во butterfly mood, значи во пеперутка енергија, која што ги преработува моментите околу вас, значи сака вашата врска да еволуира, значи да се крене на повисоко ниво, во момент на трансформација на внатрешното дете во него, сака да порасне како духовно, така и принципиелно према вас. Вие сте во моментална сепарација, му недостигате, се кае, размислува на вас. Вие сте twin flame конекција, јин и јанг конекција сте, правите еден огромен баланс со тоа што тој не прифаќа, вие прифаќате, тој што ќе прифати, вие не прифаќате, значи правите еден огромен баланс во оваа врска, се познавате еден со друг од поранешните животи, добар пар сте, комплементарен пар сте, но што се случува? Персоната ги повторува некои недобри мотиви према вас и нонстоп го врти истото. Значи, нонстоп го врти истото. Така да видиме сега што друго ќе превземе мерки. Да, тој сака да се смири со вас, сака да превземе се во негова можност, што може да поправи околу вас, планира средба со вас, планира да ви се јави, планира да биде со вас, во ваше друштво, планира да се извини и да ви каже колку му недостасувате и колку сгрешил поради избор за да ве оттргне од себе, но неверојатно тоа било плански направено од негова страна, за да си го излечи детето во себе,
друго, ете така. Вие сте направиле добар избор со тоа што сте се сепарирале од него и тој од вас и сега се грижите сами себе, се сакате сами себе, тој ќе проба да направи акција кон вас со тоа што ќе сака да се сретнете, ќе сака средба со вас, ќе ви испрати порака, можна е порака, да тоа му е во план, значи и јас би ве посоветувала вие сите што ќе важи оваа порака за вас, да се сакате првин себе си, па потоа да ризикувате со вашиот twin flame, затоа што има дел каде што се уште не е излечен, се уште не е стабилен, во фаза е на трансформација и да не биде дека трансформацијата ќе сака да ја помине со вас, да не биде во таква можност, значи да не му давате такво значење, туку да го оставите да ја помине трансформацијата, па тек тогаш да започнете разговор и пораки, да прифатите и разговор и пораки и средби со него. Да. Манипулирал со вас, предуго се понашал како дел да се прикажувал кон вас дека е богата персона, дека има многу огромно знаење, дека е он тој главен кој ќе превземе се, што ќе направи се за вас, а уствари ништо од тоа не направил. Не направил затоа што немал излечено нешто, да. Ке сака да остварите контакт, кафе контакт. Значи ќе биде дециден и прецизен и нема да се откаже, па дури и да прифатите и да ви биде пријател, да не ви биде партнер, да биде пријател, само да не ве изгуби. Значи, оваа персона не сака да ве изгуби вас како персона, како единка, затоа што сте му многу битни и многу посебни, затоа и се кае околу вас, затоа и вие сте се сепарирале од него, тој се сепарирал непромислено, но во овој дел е многу добро што ќе дојде до едно расчистување на нештата. Вие сте многу стабилна персона, постабилна од него и сте поминале низ поголема трансформација која што он сега ја поминува истата, но не со таков интензитет како вие што сте поминале. Па јас ви посакувам многу убаво нешто да ви се случи со оваа персона, да си ги кажете моментите на незрелост, да ги прифати нештата околу тоа што имате да му кажете, дека сте биле правата особа за него и се надевам дека покајањето ќе се прифати и дека ќе остварите убава средба и убава можна релација со истата персона. Поздрав!